Почитувани, МВР на Зоран Заев и на Оливер Спасовски само со факти и со вистина може да ги сопра шпекулациите на штета на полициската единица Тигри заради информациите дека командирот на Тигрите, Митко Даневски, е едно од двете лица во Шкода Октавија по кое што имало полноќна полициска потера на Скопско водно, а во несреќа се повредени тројца полицајци. Поврзувањето на името на командирот на Тигрите Митко Даневски со вести со наслов, цитирам, повредени тројца полицајци се истумбале на водно додека бркале љубовџии во Шкода, го рушат реномето на оваа полициска единица. Затоа за почеток, МВР на Оливер Спасовски треба сериозно да одговори и да ја каже вистината. Дали по несреќата во која што се повредени тројца полицајци со последици, причината е огромна материјална штета, а јавноста заради недостаток на информации случајот го поврзува со Даневски, е направен увид од јавен обвинител или јавниот обвинител не излегол на терен. МВР, но и надлежното јавно обвинителство за организиран криминал мора да кажат и дали се проверени информациите, дали може би вечерта од Скопската касарна Илинден е земено и дали токму Даневски е тој кој што може би земал службено возило Шкода Октавија, идентично на она по кое што е организирана потера на водно по две лица во Шкода Октавија. Јавното обвинителство има на располагање и видео снимки со кои што има можност да се следи возилото од касарната Илинден па натаму сето негово можно движење. Со тоа би се утврдила вистината која што пред се е потребна за зачувување на реномето на полициската единица Тигри. Во услови на вонена кризна состојба, во услови на забрана за движење на водно, МВР на Спасовски со штури информации одава или впечаток на несигурност дека МВР е способно да се носи со задачите или дека нешто прикрива. Јавноста мора да ја знае вистината заради чинот на Даневски, како и заради неговата блискост, особено со Зоран Заев и со Оливер Спасовски. Делумните информации од МВР креираат амбиент за недоверба на штета на единицата Тигри и се дозволува да се шират сомнежи во македонската јавност. Ви благодарам.